Исто како и на почетокот на минатата година, и оваа советниците од опозицијата не го усвоија барањето на комуналното јавно предпријатие Водовод за зголемување на цената на метар кубен геотермална вода, кое всушност представува зголемување на надоместокот за концесија, чиј износ предпријатието го плаќа на сметка на Министерството за финансии. Неизгласувањето значи дека разликата од 4,93 денари по метар кубен Водовод мора да ја плаќа од средства од други приходи од граѓаните и представува дополнителен удар врз финансиското работење кое сериозно е загрозено поради цените на струјата и другите енергенси. Со ваквата одлука, советниците од опозицијата ги штитат интересите на неколку фирми од агросекторот, оранжерискиот пред се, корисници на топлата вода, а за сметка на интересите на граѓаните чии избраници се. Комуналното јавно предпријатие Водовод, како концесионер за експлоатација на геотермалната вода, секоја година врши усогласување на надоместокот за експлоатација, а врз основа на тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии. И токму, согласно законските прописи донесени од владата, Водовод изработи калкулација за утврдување на цена на метар кубен геотермална вода за 2023 година, усогласувајќи го надоместокот за концесија кој е составен дел од цената на геотермална вода на метар кубен. Тоа значи дека актуелната цена за метар кубен геотермална вода која изнесува 61,90 денари, со разликата на износот на концесискиот надоместок од 12,01 на 16,94, која изнесува 4,93 денари, ќе се зголеми на 66,83 денари. Таа разлика од 4,93 денари по метар кубен која па Водовод мора да го пресметува и да ја уплаќа на сметка на Министерството за финансии.